Гостиварската локална самоуправа инвестира во подобрување на инфраструктурата во село Чегране. Деновиве во една од најголемите населби во тоа место, улица долга 600 метри, се поплочува со бекатонки. За оваа намена ќе се издвојат над 40.000 евра од општинскиот буџет. Ова е еден од најголемите населби во Чегране и опфатува 1800 метра квадрат, дистантата 600 метри, ширината 3 метри, ќе офати 41.000 евро и мислам дека жителите на ова населба ќе живеат сега подобро, нема да има прашина и кал и да им направиме и подобри услови и полека со нашите инвестиции Чегранот ќе биде дел од урбаниот дел на нашиот град Гостив. Да, јас сум тука од селото, има уште некои улици, некои се завршени, некои се во тек, сега чекуваме уште една друга улица која е многу важна за нашето село, исто и тамо да почнеме со инвестиција. Дали ќе видиме. Во Гостиварско Чегране неодамна започна изградба на фекална канализација во должина од околу 800 метри. На неа првично се очекува да бидат приклучени 80 домаќинства. Проектот се реализира како соработка меѓу општината и приватната фирма Ерпаља Компани, која ги изведува работите бесплатно. Вредноста на оваа инвестиција се движи околу 4 милиони денари. Од еден потек на општина Тејарце зависи судбината на 20 на ученици со македонска настава во село Непроштено. Имено откако Министерството за образование и наука донесе одлука и издвои буџет за изградба на нов монтажен училишен објект, останува само на Советот на општина Тејарце да изгласа промена на урбанистичкиот план за населено место Непроштено со одредување на локација за објектот. Родителите на децата кои сега учат во субстандардни услови се надеваат дека до крајот на оваа година или почетокот на идната ќе започнат градежните работи со што конечно ќе се реши деценискиот проблем на учениците со македонска настава од Непроштено. Во суштина, еден од поголемите основни проблеми инфраструктурни, значи за ова местно население покрај овој пат кој што е во фаза на разрешување и проблемот со основното училиште кој што веќе е влезено во една владина процедура и е донесено една одлука за да се направи едно училиште, типско училиште за потребите на ова местно население. Училиште кој што треба да биде изработено, се надеваме, ако не до крајот на оваа година, наредната година треба конечно да се заврши. Средствата ги обезбедува владата на Република Македонија, она што значи комплетирање на целокупната документација по однос на изградба на тоа училиште, треба само локалната самоуправа да го смени деталниот урбанистички план, да ја одреди локацијата за изградба на тоа училиште и со оглед дека и до сега и до овој момент сме имали една коректна соработка со локалната самоуправа, се надеваме дека и овој проблем ќе биде надминат. Во зимскиот период без грејење, на лето со високи неподносливи температури, поради дотрената инсталација оневозможено е вклучување на грејни тела, затоа што при секој висок напон снемува струја. Во вакви услови учат учениците македонци од село Непроштено. 20 основци наставата на македонски јазик повеќе од 10 години ја следат во 2 контейнери, каде за време на косовската криза во 99-та година беа сместени бегалците во кампот лоциран покрај регионалниот пат Тетово Јажинце. Во лимените објекти нема ниту канцеларии за наставниците, а тоалетите се во катастрофална состојба. Во овој момент постојат 3 големи булдожера за суштинска промена на ситуацијата. Едно е специјалниот обвинител и неговото влијание со резултатот на неговите истраги. Второ е Министерството за внатрешни работи што ќе биде искорнато од злоупотреба пред се изборна, застрашувачка и во таа смисла манипулативна за и околу изборите од власта. И трето е државната телевизија, вели универзитетскиот професор Љубомир Фрчковски во неделното интервју за Радио Слободна Европа. Очекувањата се оптимистички во таа смисла. Тоа е голема победа во основа. Не е тоа некаква расправа меѓу две страни, па странците нешто пресекле. Тоа е всушност судир со власта чија стратегија е целосна обструкција на процесот. И тоа секогаш било така. Тоа не биле две различни мислења кои се као
спротивставувале. Не. Тоа е обструкција од власта, по секоја линија, по секоја точка и пораз на таа обструкција. Така треба да се гледа. Во таа смисла, тоа е секако позитивно за демократските сили, демократската атмосфера и очекувања понатака. Тоа е едно. Можни се обструкции, ја тоа еднаш го зборев, од така наречени независни експерти под контрола на владата, се покрене уставен спор, дали е уставно, неуставно, тоа што го зборел шефот на ДБК кој се појавил тамо на таа расправа, тоа сега може да биде индиректно притисок или ставање сенка врз работата на обвинителот, дека е тоа практично неуставна и да виси незините обвинувања да висат следните 3 месеца, тоа е можно. Но мислам дека притисокот на странците најголема гаранција тоа да не биде успешно. Односно да таквата обструкција која сега ќе продолжи на друг начин, верувам дека ќе продолжи, нема резултат во обструкција на процесот на смена, фактичко на рушење на оваа диктатура. Очекувате ли да најдена обструкции во незината работа? Па не мислам, бидејќи Министерството за внатрешни ќе биде во рацете на опозицијата, кај главните истражители кои ќе бидат потребни нема да има проблем да ги најде од МВР. Својот тим сама ќе го состави, така што во таа смисла сите други проблеми ќе бидат буткани од оваа голема поддршка од странците, тоа е важно и мислам дека тука нема да има таков тип на ситни обструкции и блокади кои можат да изродат со блокада. Во таа смисла не мислам дека сега зависи од тоа како ќе ги процесира случаите. Кога ќе ги растурите таа голема агенда на случаи, има некои од прислушуваните материјали во чија содржина има директно битие на сторени кривични дела. На вас не ви треба ништо повеќе отколку автентификација на говорот. Таму има, значи, кај премиерот, кај некои министри има директно сторуваат кривични дела во разговорот, тоа веќе го прават. Како што е рушењето на космосот, како што е рушењето на, односно отварањето на изборни криминали, отварање, крадење на кеси, тоа е директно се договараат. И тука нема многу, тие може да се процесираат до ноември. Фалсификувањето на лични карти, се договараат да ги делат личните карти, да ги носат вамо, 100 вамо, ни треба 100 тамо. Тоа е отворен фалсификат и тука по командна одговорност се знае кој ги прави. Тоа е по командна одговорност одговор. И во таа смисла имате дела за кои може полесни, за кои веднаш може да се процесира, релативно кратко може да се процесира. Имате дела за кои ќе биде потребно време, самиот кейс на незаконско масовно прислушување е комплексен. За него ќе треба малку повеќе време, тие може да поминат и преку изборите. Но кај овие може да има кривични пријави и обвиненија на крајот на оваа година, ако добро се сработи. Тие имаат и некој рок кој е доволен од 18 месеци за тоа, меѓутоа они може тука за 3-4 месеци излезат со обвинување. И тоа сега ќе ја создаде климата околу предизборието објективно, сакале некеле. Тоа се луѓе кои ќе бидат обвинети за тешки кривични дела, за злоупотреба на службената должност, за дела како што се фалсификат или дури злосторничко здружување кај изборите и крадење на изборите. Така што тука може да се очекува сериозна промена на целата политичка ситуација. Барањата на занаетчиите и на пазарџиите се вградени во новите две законски решенија со кои се очекува да се уредат овие две дејности. Предлог законското решение за занаетчиство веќе е усвоено од страна на владата, а законот за зелените пазари е во финална фаза и се очекува да биде готов до крајот на месецот. Со најновите предлог решенија за занаетчиство се предвидува лиценци за секој занаетчија, електронски занаетчиски регистар и воведување на категоријата чирак. На барање на занаетчиските комори ќе се овозможи основање на општински занаетчиски комори, доколку во една општина има 350 занаетчии. Коморите ќе имаат исти права како и регионалните занаетчиски комори. Тоа што го ветивме како влада и Министерство за економија станува реалност. Важно е тоа што секој занаетчија со земањето на лиценцата ќе го заштити својот производ и занает и ќе биде одговорен за тоа што го произведува, а со воведувањето на категоријата чирак занаетчиите ќе можат да ги обучуваат чираците без плаќање придонеси и нема да бидат казнувани. Во минатото занаетчиите имаа проблем
проблем со чираците кои ги ангажира, бидејќи често се случуваше трудовата инспекција да ги казнува затоа што беа непријавени, изјави неодамна министерот за економија Беким Незири. Цените на лиценците ќе бидат дефинирани со правилник, но како што истакна Незири, тие ќе чинат минимално од 50 до 100 денари и најверојатно ќе бидат издавани од страна на стопанските занаетчиски комори. Со подзаконски акти ќе биде прецизиран и рокот до кога некој работник може да биде пријавуван како чирак, но време траењето ќе зависи од видот на занаетот. Од занаетчиската комора се задоволни од законските измени и се надеваат дека со ова ќе заживее занаетчиството во Македонија. Во финална фаза е и законското решение за зелените пазари, кое се очекува до крајот на месецот да влезе во владина процедура. Министерството за економија активно работи на инкорпорирање на барањата на пазарџиите. Се работи за околу 23.000 граѓани кои се занимаваат со продажба на зелените пазари и од таа причина како влада и министерство внимателно го работиме секој сегмент од законот, потенцираше Незири. Тој додаде дека законот е работен во консултација со сите засегнати страни и оти се земени практики од повеќе европски држави. Сдруженијето на пазарџи е задоволно од досегашниот тек на подготовка на законот и се надеваат дека со неговото донесување ќе се решат проблемите на голем број граѓани кои се занимаваат со оваа дејност. Со изложба на уметнички слики и фотографии на членови на третиот тетовски партизански одред и борци од НОП во галеријата на музеот на Тетовскиот крај започнаа настаните кои во Тетово се одржуваат во рамки на манифестацијата Европски денови на културното наследство. Во рамки на манифестацијата наредните денови ќе се организираат различни настани, предавања, изложби и слично. 1991 година од страна на Советот на Европа, а поддржан од Европската унија, беше преземена иницијатива за заедничко делување за зачувување на културното наследство во Европа. Ова иницијатива прерасна во секагодишна манифестација на институциите од културата за поинтензивна акција и делување на свеста кај граѓаните за зачувување и негување на културното наследство. Иако политички не припаѓаме на Европа, сепак ние просторно и културно сме во незините граници, па затоа и кај нас од 1996 година се практикува оваа манифестација. Ова се денови кога вратите на институциите на културата се отворени за граѓаните без надокнада. Кога се организираат повеќе настани, се држат предавања, посети, историски часови со една цел. Културното наследство има може да ги сруши невидливите зидови помеѓу различните етнички заедници, да ги избрише политичките граници и да ги помири религиите. Со еден збор, наследството представува мост кој ги поврзува различните култури. На 22.9. во вторник има изложба со фотографии, значи и уметнички слики од борците. 24.9 има етнолошки час, културното наследство чувар на идентитетот на народите. 26.9 во сабота, значи има историски час пред спомен бистата на народните херои Ѓоце Стојчевски, Тодор Циповски Мерчан. На 28.9 има историски час за животниот пат на народниот херој Ѓоце Стојчевски и на 1.10 е годишната изложба на фотографии на членовите на фотокиноклубот Шкрап. За време на манифестацијата Европски денови на културното наследство, вратите на институциите на културата се отворени за граѓаните, а влезот е бесплатен. Денес имавме сончево и топло време предпладне, а попладне нестабилно со поруен дожд и грмежи. Утринската температура се движеше од 13 до 19 степени, а дневната од 26 до 32 степени. УВ индексот изнесуваше 6. За утре метеоролозите прогнозираат претежно облачно време и посвежо. Ќе дува умерен до засилен северен ветер. Утринската температура ќе се движи од 12 до 17 степени, а дневната од 17 до 24 степени. УВ индексот ќе изнесува 4.